Активирај Блипи портал! Со радост викни ти, нешто ново научи Блипи! Уживам да одам на плажа. Вау, летечка риба. Се прашувам, што има на дното од океанот? Добра идеја, Мац. Ке влеземе во океанот за да дознаеме. Ке ми треба робопатка и пропелер. Потврдувам, робопатка и пропелер. Активирај Блипи портал. Блипи мобилот е спремен за авантура. Вау! Тука е како на друга планета. Ова е некој вид подводна шума? Точно така, ова е шума. Добре дојдовте во моето соседство. Се вика Меди, медузата Меди. Здраво! Јас сум Блипи, а ова е Мац. Тука сме за да видиме што има во океанот. Има се и се што. Океанот е полн со изненадувања. Ќе ви покажам. Треба да се најдам со пријателите, ама ќе ве одведам на обиколка попатно. Одлично! Благодарам, Еди! Прва станица, шума со морска трева. Тревата расте и до 45 метри. Вау, тоа е огромна висина! Да, ама понекогаш океанските струи ја носат тревата наоколу. Помош! Помош! О не, ова никогаш не се случува. Одлична идеја, Мац, да се обидеме со турбопропелерот. Добре, мило ми е што сте добро. Продолжуваме. Вау! Рибата е сина и има долг нос. Тоа е син Марлин. Со носот детектира и лови плен, а и многу е брз. Вау! Вау! Вау, вау, вау! О не, ова никогаш не се случува. Да, Мац, црна темница е тука. Каде и да сме? Меди! Блипи? Внатре си? О не, држи се! Вау! Го исплашив сивиот кит и ве изфрлен из дупката? А? Тоа никогаш не се случува. Фала што не извади од внатре, Меди. Вау, целата светиш. Ви кажав дека океанот е полн со изненадувања, нели? Гледај, еве ти ги пријателите. Здраво, друштво! Ме најдовте! А јас најдов одговор на моето прашање. Што има на дното на океанот? Има шуми со морска трева, сини марлини, огромни китови и медузи кои што светат. Ажурирај го одговорот, Мац. А го поминавме само првото поглавје. А во второто поглавје има октопод, ајкула, морска желка, туна. Чао, Меди! А има и видра, и морско којнче, и јасток, и раја. Активирај Блипи портал! Со радост викни ти, нешто ново научи Блипи! Гледај ја снегулката! Вау! Вау! Се согласувам, куци, снегулките на вистина се прекрасни. Се прашувам, како настанува снегулката? Имаш право, куци, ке се качиме на некој облак и ке откриеме. Ке ми требаат фаќалка и крилја. Потврдувам фаќалка и крилја. Активирај Блипи портал. Блипи мобилот е спремен за авантура. Да откриеме како настанува снегулка. Многу високо сме и воздухот е многу, многу студен. Нели е прејако? Јас сум Мими и добро дојдовте во мојот облак. Еј, јас сум Блипи, а ова е Куци. Се чини вежбаш многу посветено. Така е. Сега сум мала честичка, ама наскоро ќе бидам голема снегулка. Ќе ми ги подадеш големите облаци со паре? Водата во облаците замрзнува на мене и се формираат повеќе кристали. Една снегулка може да содржи дури 100 ледени кристали. Сигурно си многу силна поради сите ледени кристали, Мими. Еве, факај,
доволно тешка, ќе почнам да паѓам надолу. По мене! Јеј! Мими, секогаш кога пареа се лепи на тебе и кристализира, стануваш поголема и поимпресивна. Благодарам! Имаш 6 краци, како и секоја друга снегулка, ама дизајнот ти е уникатен. Да, нема 200 снеголки. Значи, нема друга како мене. Затоа се викам Мими. Снешко, совршено. Ќе се спуштам на него со останатите снеголки. Успеав! Лесно слетување. Браво, Мими! А јас добив одговор на прашањето. Како настанува снегулка? Почнува како честичка во воздухот и колку е постудено, толку повеќе ледени кристали се собираат на неа. И на крај настанува уникатна снегулка. Ажурирај го одговорот, куци! Збогум, Мими! Збогум, Блипи! Активирај Блипи портал! Со радост викнити, нешто ново научи Блипи! Уау! Мац! Види оваа неверојатна прашума! Имаш право! Сигурно има најразлични интересни животни во шумава. Се прашувам, какви животни живеат во прашума? Ке ми треба робопајак и фаќалка. Потврдувам робопајак и фаќалка. Активирај Блипи портал. Блипи мобилот е спремен за авантура. Уау! Зеленило на сите страни. Сигурно многу врне тука. Да, многу врне. Здраво! Јас сум Блипи, а ова е Мац. Здраво, јас сум Бај. Огромна панда. Мило ми е. Не интересира какви животни има во прашума. Ке не одведеш во обиколка? Важи, ама треба да се најдеме со сестра ми за ручек, а јас секогаш доцнам, па сакам да стигнам прва. Нема да те задржиме. Супер, ќе видиме што ќе најдеме. Да! Благодарам, Бај. Малку огладнувам пред ручекот, па ќе ми помогнете да соберам малку бамбус попатно, колку за мезе. Се разбира. Уау! Бамбусите се големи колку куки. А несочните фиданки се на врвот. Ќе сакаш ли? Уау! 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 Одлично! Еј, гледај! Мајмунче! Од расата златни мајмуни. Здраво, Фред! Извини, Фред. О, сите панди сакаат бамбус. Во основа јадеме само бамбус. Дури ни сладолед? Дури ни сладолед. Освен ако е со вкус на бамбус. Ти ми дадете уште малку бамбус? Страшно огладнев од многу джвакање. Се разбира. Тука има едно убаво степленце. Уау! Црвени бубачиња. О, тоа се риси Фиона. Црвени бамбусови чурилкари. Здраво, бубачиња. О, не! Повторно ќе задосам. Мораме да одиме. О, повторно ли? Извини, им помагав на моите нови пријатели Блипи и Мац. Здраво! Ќе ми дадеш малку од твојот бамбус, те молам? Фала за обиколката, Бај. Навистина ми помогна околу одговорот на прашањето. Какви животни живеат во прашумите? Златни мајмуни, црвени бумбари и големи панди, кои многу сакаат да јадат бамбус. Ха-ха! Ажурирај го одговорот, Мац. Време и ние да каснеме нешто. Ха-ха! Се гледаме подоцна. Чао, чао, Бај!